човек да зборува. Почнавте латински, ама изгледа овде фама волант. Вака, значи. Не знам колку пати веќе укажавме дека мислењето не е доволна гаранција, дека е потребно да биде заменето со согласност. Еве уште еднаш тоа го потенцирам. Што сакам да кажам? Значи, за разлика од оваа постава овде што се одвива, Спиди Гонзалес, и повеќе е гимнастика одошто мисловна вежба, амандманите се резултат, председателе, на следново. Прво, диагноза на стојбата направиле експерти, кои се во 33 невладини организации кои далеку подобро од нас ја познаваат состојбата на теренот. Понатаму, јасно е дека кај нас законите не се менуваат заради така наречен, врз основа на така наречен постзаконодавен надзор, односно анализа на примената на законот и ефектите, добрите и лошите страни, туку водени од некои колективни, да не речам, олигархиски интереси. Трето, не тоа за една изборна единица тогаш. Да. Само кога е нешто во интерес. Трето, врз основа на компаративна анализа во оваа област, компаративна анализа, експертска, понатаму, врз основа на европските стандарди, оти не е доволно да се закитите со европско знаме, а да терате балканска методологија. Ова што се случува денеска е балкански пар екселанс. На брзина, на препад, без да се прочита законот, да има некој да провери зашто зборуваме и зашто гласаме, ќе дојде до укупно сознание во однос на нашиот однос кон граѓаните. Понатаму консултации со нас, сите ги добивте овие амандмани во малку поинаква форма, значи не само ние овде, сите пратеници, бидејќи многу убаво е така да правите коалиција и да се фалите пред странците, дека имаме коалиција со О2, дека сме отворени за расправа, дека учествуваат и во инклузивен модел и експертите во расправите. Дури и аплауз ке добиевме од швеѓаните за мало, бидејќи рекоа дека тие немаат таков начин до толку развиен. Ама, реалноста, како што гледате, е сосема поинаква. Значи, по консултациите, можеше секој да предложи, никој не го стори тоа, секогаш чекам до последен ден и пишувам, значи, кој како сака, ама интересна работа. Дури и луѓе кои изразито зелено се декларираат, се колнат, исто се фалат пред оние од надвор, колку се посветени на заштитата на човековата средина, дури како моден тренд тоа го прифаќаат, значи, ги немаше ниту да се подпишат, некои од нив дури за идеологија зелената ја имаат, ниту се подпишаа на амандманите, ниту се приклучија кон амандманите, а искрено, може би и не можеа. Не можеа. Каде да се приклучат? Во Радика? Или дома, кога отишле на викенд, сабота и недела? Не. Ама, волшебната формула е, фати ги на препад, пратениците, нека бидат сигурни дека не може во сабота и недела да треба да поднесуваат амандмани и просто ќе се шокира човек. Значи, на вистина мора да ставиме крај на овој метод. Понижувачки е, навредлив е, не само за нас од опозицијата, за правото, колешки и колеги.
за демократијата. Џабе зборувам јас, бидејќи знам дека усогласена е групата, така да одглуми денеска прифаќање на некој амандман. Иначе во стартот се знаеше дека ниту еден амандман нема да биде прифатен. Ама добро, повикот на парламентарната пракса, каде што се убиваат министрите и замениците од објаснување, за да ги уверат сите колеги и колешки дека тоа е добро решение или дискутираат, дебатираат аргументи, филмови, прожектираат, овде нема ниту трак од тоа. И знам дека си губам зборови, време, се тревожам, бидејќи ме боли, многу ме боли на крајот на кариерата, се што сум предавала овде да гледам како се гази пред мои очи. Одлични студенти овде да мораат да аминуваат решенија што се неуставни или да молчат. Не знам што да кажам за тоа. Страшно ме погодува. И знам дека најлесно е да се каже не, зошто, бидејќи така кажал министерот, а тој го кажува тоа што е курентно не за владата, туку за владините сателити и соработници. Не би се однесувале иначе вака. Не би се однесувале вака. Туку би мислеле на тие разурнати плани што ги гледаме, реки, уништена животна средина, ама не гледаме ништо ние од партиските интереси. Магла.